Благодарам, колега Велковски. Еве да почнеме од крајот. Да почнеме од армијата. Сметам дека по сето тоа кое што го кажавте, тогаш сте спремен да го подржите од закон за армија на Република Македонија, во кој што, ако сте толку дарежлив, треба да се решат два проблеми. Првиот е на оние кои што се пензионирани од почетокот на армијата до денот на стапување на тој закон, за да ги нивелираме пензиите. Вториот е да остварат право на пензија со 40 години стаж или 55 години старост, а така и сите оние поволности кои што ги нуди самиот закон. И сметам дека ако веќе разговараме за армијата, треба да се движиме од тој правец и тој предлог закон на ВМРО ДПМН, чиј подносител сум јас во редовна постапка, треба да дозволиме да дојде на самен дневен ред во собранието и треба да го изгласаме. Од аспект на би рековте во НАТО, и затоа треба да бидат зголемени ставките на МЕБЕЛ. Разгледувајќи го вака буџетот, еве во програмата ВА интеграција во НАТО се намалува буџетот за 3,5% или за близу 93 милиони денари. Ова е во Министерството за одбрана. Мене ми изгледа некако нелогично. Сега, ако треба ние да се интегрираме во НАТО и да ги допремеме касарните, секоја чест. Но ако имаме таква ставка во Министерството за одбрана, а таа ставка ја намалуваме за 93 милиони денари, тоа мене нешто не ми е логично. Понатаму исто така има ставка модернизација на Министерството за одбрана и таа ставка е од 5 милиони денари, од минус 7,7%, што значи дека можеби не сте во право целосно како што вие мислите. Од аспект на подкупот, јас повторно ќе ви упатам на една изјава, која што е дадена од повторно официјална државна институција, тоа е ДКСК, каде што еден од членовите, во моментов не може да се сетам на неговото име, вчера или завчера даде изјава дека токму оној закон за отпис на камати, него му изгледа му е спорен и му изгледа на подкуп, а не знам како да ви кажам сега, се зголемува горивото, се зголемуваат давачките, а вие давате ваучери за туризам и покрај тоа што знаете дека вани не се искористија повеќе од 50%, а тие што се искористија можевме да ги видиме на оние интернет продавачи како луѓето ги продаваа буквално за пари. Тоа не може да ми објасните дека не е во насока на предизборен подкуп, кога тој институционален подкуп се виде дека помогна во резултатот на изборите да биде можеби поинаков од тоа што беше реалната слика од теренот. Капиталните инвестиции. 20% реализација со овие нови 6 милиарди денари. Еве вака, уште еднаш ќе повторам. Во развојните подпрограми на предлог на ребалансот на буџетот на Република Македонија за 2020 година се проектирани во вкупен износ кој што представува 990 милиони денари помалку отколку првично иницијалниот проектиран буџет, што значи дека во овие развојни програми влегуваат сите оние проекти од аспект на инфраструктура или кои што се конкретни капитални инвестиции. Ја вас ве разбирам и комплетно ја разбирам потребата за капитални расходи или приходи да се пријават и тие 5 милиарди денари од тие 6 кои што ќе бидат за докапитализација на развојната банка, кои што ќе бидат искористени како кредити, кои што предпријатијата ќе ги земат и вас ќе ви го покачат процентот на реализација на капитални инвестиции. Тоа ми е мене јасна поентата. Но на крајот од годината ние нема да имаме никакви капитални инвестиции од аспект на инфраструктура или од сличен таков карактер. Еве да видиме капитални расходи од номинален процент на бруто домашниот производ во последните 4 години е најмал некогаш во историјата. Еве дозволете ми 2018 и 2019 да ги земам, тоа е 6,07% и 8,19%, еве 2020 година нема да ја земам и можете да ги споредите со другите години и ќе видите колку имате реализација на капиталните инвестиции во вашите буџети. Понатаму една друга работа не ми е јасна. Ако ние за 6 месеци сме успеале, еве ќе кажам заедно како држава, да реализираме, еве кидам по старата сума, 27% од капиталните инвестиции, тоа евидентно кажува и согласно зборовите на премиерот, на министерот, дека по новиот, не знам како се вика тоа, веројатно заменикот може да ми исправи, таа институција која што не реализирала доволен број на капитални инвестиции ќе биде казнета, тогаш испаѓа дека Министерството за транспорт и врски од министерот до сите вработени таму да се дадат оставка заради тоа што по сумата која што им е земена, по овој основ тие луѓе не знам зашто идат тогаш на работа. Тоа се јас сум работел во Министерството за транспорт и врски, од таму доаѓам, тоа се прекрасни професионалци, луѓе кои што си ја знаат работата, но за тие нешто да работат треба некој да им даде насока. Треба да испроектира, да направи една низа на административни текови за да ги воведе тие луѓе во градот. Тоа евидентно некој не го прави. Значи со оваа ваша политика и со на кој што премиерот го
ние треба тој министер не да го смениме, туку треба буквално да го избркаме од тоа министерство заради тоа што не си ја работел работата. Идеме понатака. Ви рековте, се сеќавате на некое време кога некој зборел тука за субвенциите. Јас се сеќавам на едно време во собранието кога представници од вашата партија беа против субвенциите за земјоделието. Ајде вака тоа што ги вратиме работите. Во 2006 година кога ВМРО ДПМН дојде на власт, субвенциите за земјоделците беа 5 милиони евра. Понатака, самите субвенции, самите земјоделци ги уживаат тие субвенции во апсолутна сума, не би сакал да навлегувам за да не ја разводнувам дискусијата. Реков, редовно се исплаќаат плати на доместоци. Уште тоа остана, кое што редовно се исплаќа во државата, можевме да видиме дека има одредени сектори каде што има одредено доцне. 750 милиони евра долг, тоа јас го кажав кога го носевме буџетот, а еве сега ви кажувам дека до крајот на годината ќе има уште повеќе задолжување. Вие рековте вака, сега стигнува, ќе ја платиме онаа обврзница од 2014-та во износ од 500 милиони евра, што значи дека ќе го спуштиме долгот, ама вашето Министерство за финансии укажува дека наредната година ние ќе имаме 65,9% долг од бруто домашниот производ. Повторно, ова е бројка која што сум ја видел од Министерството за финансии. Не сум ја истресол од ракав, ниту па сум ја смислил. Еве вака, споредувавте неколку економии. Само дозволете ми да го кажам ова. Знаете ли што е заедничко за сите тие земји кои што ги споменавте? Тоа се земји кои што имаат висок принос од туризмот. Без малку, јас добро ги слушам, да не ги повторувам, сите се земји кои што излегуваат на море. И нормално да имаат поголем пат од нашиот, заради тоа што туризмот во процент, како процент е повеќе застапен во бруто домашниот производ на нивните земји. Како Албанија, Хрватска, Шпанија, Италија, немаше патување, туристите не идеа на одмор и затоа тие земји се толку паднати. Но има една друга работа. Еве да ја споредиме Германија. Германија во третиот квартал, на крајот од третиот квартал, ќе го постигне пред пандемиското ниво на развиток од 2019 година, нешто кое што сите светски економии се стрема да го постигнат. Германија тоа ќе го постигне во третиот квартал од 2021 година и покрај тоа што имаше, можеби би кажал, неочекуван трет бран во првиот квартал од 2021 година. Но тоа е, тие економии малку се далечни од нас заради тоа што се големи, високо респонзивни се и можат поеластично да одговорат на економските шокови кои што се предизвикани од било каква криза. Од аспект на помош, ние укажувавме, имаме принципиелен став дека ќе го поддржиме сето она што како помош ќе заврши кај граѓаните, но дека треба да биде концепирано малку поинаку. Ако помошта од 1,2 милиарди евра завршеше таму каде што треба, тоа е, би рекол, негде 10% од вкупниот бруто домашен производ кој што во Република Македонија изнесува на годишно ниво од 11 милиарди евра, немаше да бидеме во првиот квартал во минус од 1,9%. Значи ние некаде ја промашуваме работата. Јас само тоа укажувам дека треба да се седне и да се види како и подобро да се дизајнираат мерките, затоа што како што поминува времето, ние ќе имаме се помалку пари да дизајнираме мерки. Не би сакал да се случи, но ние треба веќе да имаме сценарио што ќе се случи ако во есента имаме уште еден четврт бран и ако повторно има карантини, кај ќе најдеме пари да им помогнеме на луѓето. Ние треба така да размислуваме, затоа што се наоѓаме во такво секој невие. На крајот од денот, еве рековте и за образованието, само да дозволете да ви прочитам неколку ставки повторно од буџет. Имено се зголемува за оние концепти кои што видовме како научната фела си се признесе за нив, но тоа е за друга комисија. Во високото образование без малку да нема универзитет каде што нема намалено средства. Не постои таков универзитет. Значи во сите универзитети од високо образование средствата за функционирање се намалени, освен на еден се останати исти, а тоа е универзитетот за Југоисточна Европа, друго се е намалено. Во сите универзитети, почнувајќи од Кирил и Методи и па натака, сите имаат намалување во ставките за општото функционирање. Тоа е факт. И понатака. Пред 6 месеци, особено од колешките од кои што доаѓаат од образованието, трпевме, би рекол, неосновани критики дека како нема капитални инвестиции, кога има доста средства предвидено за изградба на основни средни училишта и така натака, во овој буџет без малку и без исклучок сите средства за изградба на нови основни и средни училишта се намалуваат и тоа е факт и тоа треба да се каже. Сега од една страна ние ќе воведуваме дигитализација, од друга страна нема да градиме нови основни училишта и таму каде што тие по случајот на нештата се хаварисани. Од аспект на гасификацијата, за каков процент кажавте, не можам да тврдам, затоа што можеби до крај не ја познавам таа тематика, но не ги прифаќам аргументите дека не се градело. Ама еве јас како едно реторичко прашање
што би сакал да го наметнам како теза и ќе го дискутираме во овие 10 дена, еве да видиме автопати. Нели, кинески, не знам, замеников кажа, кинески биле, не биле пуштени, какви такви, имаме два готови. Почнати, isprojektирани, изнајдени средства, истендерирани, воведени во градба и завршени. Демир Капија Смоквица и Милодиновци Штип. Тие се два, а еве ќе ми дозволите, си играше и Чочек на пуштање. И уште еднаш се isprojektира, се истендерира и се воведе во градба уште еден автопат, а тој е Кишево Охрид. Тој прво требаше да биде завршен 2018 година, па имаше анекс од над 100 милиони евра, а сега видовме пред неколку дена дека има нов анекс за да се заврши во 2023 година за фантастични, внимавајте, 10 милиони евра по километар. Тоа укажува на крајот од денот кој, што и како се однесува и кој и како направил повеќе за оваа држава. Благодарам.